Месо, јајца, риба, пијалок, основни прехранбени производи, но и препарати за дезинфекција. Граѓаните се подготвуваат за најдолгиот полициски час во историјата на Македонија, кој започнува од утре и ќе трае до вторник. Во исто време, овој полициски час го опфаќа и најголемиот христијански празник Великден. Камерата на Алфа денеска во главниот град забележа поголема раздвиженост по маркетите и пазарите. Метеж и редици пред маркетите. Тоа е денешната слика во главниот град. Луѓето се подготвуваат за најдолгиот полициски час во историјата во пресрет на великденските празници. Оваа година за прв пат Великден луѓето ќе го дочекаат дома. Иако до сабота вечер се пости, главно на великденската трпеза е јагнешкото и друг вид на месо. Луѓето ги купуваат најпотребните работи со цел да го одбележат празникот, а најтешко им е на пензионерите кои имаат најограничено движење и тоа од само 2 часа во текот на денот. Па 2 сата каде попрво човек да влезе. Мислам дека ова поголем проблем се прави и повише луѓе се заразуваат отколку да биде малце барам 3 сата да имаме време. Погледнете сега, џаба овде стојат. Натре кои ќе влезат у маркетот, пак ја гужва, не држи никој растојание и онда ништо не сме направиле. И сега ми е ограничено време, само сакам да речем да се продржи малце, макар за 1 сат. Како се подготвувате за великденските празници со оглед на полицискиот час? Основни продукти, ништо посебно. Што треба за да поминеме тие денови? Дезинфекциони средства, течен сапун, храна обично, основни работи, ништо посебно. Најголем дел од граѓаните се придржуваат до мерките и трпеливо чекаат во преголемите редици пред маркетите. Но за време на најдолгиот карантински продолжен викенд, кој ќе трае цели 85 часа, остануваат и погодностите од изминатиот викенд. Секоја општина има веќе објавено броеви каде луѓето кои не стигнале да испазарат можат телефонски и онлайн да извршат нарачка од маркетите, но и рестораните и другите продавници за храна.